И здраво на сите и добре дојдовте во уште еден влог во кој патуваме со Ташето. Ова патување всушност е едно многу кратко патување, ќе биде до едно место на само 15 км од Битола. Тоа е во селото Ротино и Ротинското езеро. Место кое што доколку идите до Битола и сте љубители на природа, топло препорачувам да го посетите, бидејќи на вистина ќе нема да жалите, верувајте. Сега возиме по улица Партизанска и се упатуваме всушност кон излезот на Битола кон Охрид. Ротинското езеро на битолчани им е доста познато, но сепак има доста кои не биле, од причина што ајде некој ден ќе одиме, но ете не се погодило да одат и топло препорачувам на баш таквите да одат, да не се двоумат уште утре да го запалат возилото и доколку немаат одено да отидат. Доколку доаѓате од друг град и сакате конкретно да го видите Ротинското езеро, не ни мора да влегувате во Битола, иако топло препорачувам да седнете на кафе по широк согак во Битола, но сепак може би во интерес на времето не би сакале да застаните во градот, така да фактички езерото се наоѓа кога се упатувате од Прилеп за Охрид по тој пат и се исклучувате кога ќе видите табла десно за селото Ротино. И од таму натаму, од тука натаму поточно ќе видите во моето видео каде и што да завртите. Се наоѓаме на кружниот кај педагошкиот факултет и на овај кружен одиме по исклучокот што не води кон Охрид и Ресен. Откако ќе завртиме под тој исклучок, продолжуваме право се до бензиската Лукойл. А инаку во моментот кога вие го гледате ова моје патување, овој мој влог, јас веќе сум на моето следно повеќедневно патување и повторно е надвор од државата. А вашите предпоставки за моето следно повеќедневно патување и кои држави ќе ги поминам, значи држави, ќе бидат повеќе држави, слободно можете да ги пишувате во коментар вашите предпоставки, при што ќе видиме кој бил во право, кој не бил на крајот од денот. Дојдовме кај бензиската Лукойл и кружниот тек. Имате од тука две опции да одите, меѓутоа јас ќе одам по главната опција. Едната е тука да одите по стариот пат, а другата е вака нагоре. И ова е всушност патот кој води од Прилеп за Охрид. И доколку доаѓате од Скопје, од Прилеп, од таа насока, вие ќе дојдете од мојата десна страна моментално и тука фактички само ќе продолжите право. Веќе тука гледаме уште една табла, која што вели дека десно треба да завртиме за Ротино. Тука намалувате со брзината, дури да не одите Ротино, тука често имате радар, така да убаво е да намалите, бидејќи сепак е нели 60 дозволено. А тука кога ќе стигнете, гледате има десно патче, воедно ви пиши Ротино Цапари десно на знакот, тука завртувате во десно. Откако ќе завртите десно, веднаш патот ви се дели на лево и десно, нема повеќе право, тука вие ќе одите во лево. Проверувате кола дали има десно или лево и се приклучувате на патот за лево. Сега тука поминувате низ над воžњакот кој оди над патот за Охрид. Ја гледате пред нас Бава планина со врвот во Маглишта, врвот Пелистер, таму е и антената. А ние продолжуваме тука право. Овде продолжувам исто така право, иако имаме и опција за десно да одиме. Таа не води до селото Ротино и до езерото, не води до суседното село Цапари, каде што исто така има една добра атракција, Капеинци, што исто така можете во едно доаѓање и таа да ја посетите.
Само што таму имате малце за пешачење, бидејќи не можете со возило до нив да пристигнете. Патот е нов, сега брзо мислам дека лани, а може би најкасно ломна ни го правеа, така да нема да имате проблем до некои 500 метри пред езерото, каде што малце ќе биде офроад, ќе видите и самите, но ништо страшно. Тука имате една чешма каде што би можеле да се разладите, планинска свежа и ладна вода тече. И гледаме знак на кој пишува добре дојдовте во Ротино. Ова е ново и јас прв пат го гледам сега, иако сум доаѓал претходно, сега брзо изгледа го имаат клаено. Сега тука стигнуваме до една раскрсница каде што треба да завртите десно, а гледам и веќе има таму знак кој ви кажува десно Ротино Лейк, како и на македонски Ротинско езеро. Сега тука завртувате во лево, гледате право е асфалт, лево не е асфалт, но не е некој тежок офроад, можете и со кола и со мотор да го врвите. Малце ќе оди побавно, пополека, но не е некој големо растојание за возење офроад, така да не би требало да ви причинува проблем. Малку сега лизга бидејќи врнеше изминатите денови и можам да осетам како ми зализгува на моменти задното тркало, но не е ништо страшно, си продолжуваме со возење и наближуваме. Доколку доаѓате со кола, убаво е тука да ја оставите кај ова возило, бидејќи нагоре е малку полош офроадот, освен доколку доаѓате со некое теренско возило. Може би можете да одите догоре, но имајте предвид дека ќе треба и да завртувате горе, а нема некој голем простор за завртување. Убаво е да станете и просто офроад ако возите со моторот, бидејќи нели не осеќате ништо од ударите кои што моторот ги прави со земјата. И стигнуваме до Ротинското езеро. Гледам, иако недела денес нема луѓе, а имаше коли долу. И веќе тоа е Ротинското езеро, браната на езерото Ротино. Тоа беше се од оваа дестинација која ви ја препорачувам на секого и кој да патува во овај крај не смее никако да ја пропушти. А доколку ви се допадна ова моje патување, ова видео, слободно притиснете на дугмето лайк, а исто така притиснете и на дугмето subscribe со цел да бидете известени кога ќе објавам некое ново видео од моите патувања. До тогаш останете поздравени и чувајте се.